денеска даваме отчет пред моите сограѓани на општина Прилеп за сработеното, поточно од Домот на културата Марко Цепенков, че имаат презентација да слушнат и да видат што се е реализирано од она што беше предизборно ветувано во овие 2 години. Но ние сме веќе на пола од мандат, значи имаме уште 2 години да докажеме колку сме спремни да го реализираме сето она кој што го имавме во нашата програма. Во 60 страници материјал се разбира скромно, но уште повеќе би рекол нескромно, можеме да презентираме од првиот до сега веќе во завршне фази кои што се проекти, а тука еве да започнеме во кратки црти од инвестирањето во образованието, во нашите општински основни и средни училишта од преку 50 милиони денари за реконструкција, обновување, адаптирање на простори, опремување со инвентар и се она кој што нашите ученици го заслужуваат. Потоа реализиравме и веќе уште 12 улици имаме да го завршиме рехабилитирањето на 80.000 метри квадратни улици и патишта низ градот. Се разбира нашата инфраструктура и тоа како е важна. Потоа во најскоро пред неколку месеци покажавме и дека вложуваме во реконструкција и на училишни, спортски игралишта, паркови, повеќе функционалното терен, спортски терен во основното училиште Добре Јовановски. Потоа имавме сега што туку завршен проект ние на могилата на непобедените во паркот на Револуцијата, едно прекрасно детско катче. Имаме завршено и сведоци сме кои шетаме низ нашиот плоштад, кракот од делот од Методија Андонов Ченто. Потоа реализиравме реконструкција и на неколку установи други. Се разбира да не ги заборавиме и најмладите, пошто продолжуваме да вложуваме во еднократна парична помош на секој новороденче во нашиот град. Се разбира, мислиме и за основците, односно првооделенците, каде што продолжуваме со давање на оброк здрава храна. Оваа година продолжуваме исто така и за второоделенците, значи посебен акцент даваме за материјалниот дел кој што родителите се разбира и тоа како им значи да не го вложуваат барем во поглед на исхраната кога се дечињата во училиштата. Најголем акцент исто така во нашето работење би дал и на домаќинското работење. Се разбира, кога дојдов на функцијата градоначалник, затекнав долг од 5 милиони евра, кој што завршно со минатава година успеавме да го намалиме на 800.000 евра од тој затекна долг и тенденција имаме навистина да покажеме, значи покрај сите тие проекти кои што ги сработивме, ние успеавме и тоа како и да заштедиме, односно да исплатиме голем дел од долговите. Ова не можам ни јас да го кажам дека го сторивме како локална самоуправа, ако не ги спомнам председателот на Советот на општина Прилеп, нашите советници, општинската администрација, се разбира големи проекти кои што ни последните проекти кои што ни помогнаа, без кои што не можевме се разбира да ги добиеме, тоа се нашите пратеници во Собранието на Република Македонија, Ане Лашковска и Петар Истевски, кои што со новата фабрика за селективен отпад ќе покажеме како екологијата ни е број 1 најважно нешто покрај хигиената и чистотата во нашиот град. Морам да ги пофалам и огромната поддршка на председателството на партијата ВМРО ДПМН, кои што безпоштедно од почеток кога дојдов ни даваат поддршка, насоки, се разбира, и секогаш консултации, што е најдобро за нашите граѓани. Нашите јавни предпријатија, комуналните предпријатија, исто така не смееме да не ги спомнеме, кои што дадоа огромен придонес овие 2 години, нашиот град изгледа прекрасно.
во поглед на расчистување на дивите депонии, речното корито, изградба на водоснабдителен систем кој што навистина прекрасно, јас во мојата презентација ќе кажам дека наскоро го отвараме и новиот водоводен систем во село Канатларци, кој што е од огромно витално значење за тоа населено место. Ќе продолжиме најодговорно, честно и безпоштедно да вложуваме во нашиот град.